Имавме многу средби со министри, но реално никој посебно не направи ништо за професионалните војници. Единствената работа што се изборивме за професионалните војници, која е огромна привилегија. Не ве прашувам партиски ВМРО не партиски. Стрикно дали некој ви помогнал конкретно или сите се исти? Со претходното раководство, со поранешната министерка Славјанка Петровска, направивме една измена на законот кој што беше наше барање, беше дискриминирачка таа работа и го објасниме проблемот и се прифати од нејзина страна. Тоа е што професионалните војници добија закупнина од првиот ден на вработување, што не беше претходно така. Порано беше треба да работат 4 години, па после 4-та година стаж да почнат да земат закупнина, кој е додаток на платата и кој што сега е во вредност од 200 евра. Закупнина се зема на месечно ниво? На месечно ниво, да, и професионалните војници, младите професионални војници до 4 години не ги узимаа. Тоа беше огромен проблем. Првото барање од нас беше тоа и се прифати. Тоа беше единствено нешто што тоа раководство на таа министерка го прифати. Ниедно од другите барања не беа прифатени.